дека се ова историски моменти, се историски моменти, затоа што претходно не можеше да се замисли да воопшто биде слушнат невладиниот сектор во превод, ако сакате, и граѓаните, ниту да бидат на иста маса, па потоа камоли да се разговара, а ни на крајна памет да се прифатат идеите на невладиниот сектор, односно на граѓаните. Јас на почеток ќе кажам нешто во што сум длабоко убеден, а тоа е дека не може невладиниот сектор во овој момент да најде подобар партнер од општина Центар. Уверен сум дека ниту општина Центар не може да најде подобар партнер од невладиниот сектор, затоа што имаме битки кои што треба заедно да ги водиме, бидејќи се залагаме за исти работи. Она што сакам да го потенцираме дека оваа процедура, особено околу деталниот план Дебармал, кој што е прв од оние низа на детални урбанистички планови кои што треба да излезат, покажа според мене две работи кои што се многу битни. Едно ќе биде критика кон централната власт и едно ќе биде критика кон локалната власт, а тоа е власта која што јас ја раководам во овој момент. Овој детален урбанистички план ги покажа плановите на централната власт во однос на тоа што и како го гледа таа или според своји интереси Дебармало, и на што се е спремна, а тоа на што беше кажано, а тоа е да се измерат низа на закони или низа на уредби за да може да се превземат ординарните, директните ингеренции на општината. Јас накратко ќе кажам колку пати беше променет законот за просторно и урбанистичко планирање, само за да може да се одземат ингеренции на општината. Се разбира, сите тие промени настанаа по локалните избори, односно по промената на власта во општина Центар. А кога доаѓаме до втората точка, тоа е недостатоците на локалната самоуправа. Увидовме дека автоматски превземениот начин на делување, а тоа е да се донесе детален урбанистички план на седница на Совет и потоа пуштете го во јавна анкета, не е воопшто доволно. Јас одлучив да биде, знаејќи ја ситуацијата со Дебармало, на место 10 дена, да биде 2 месеца. Потоа, немам никаква намера да држиме седници, како што знаат дебармалци, во 2, во 3, во 4 навечер, само за да биде донесена додека е мрак, туку напротив да бидат тоа нормални седници. Но, тоа очигледно не е доволно, затоа што и тука невладиниот сектор е во право. Вие можете една година да дадете, но ако граѓаните не се информирани и ако граѓаните не знаат што всушност содржи деталниот план, тогаш е сето тоа џаби. Тука е наша грешка и таа грешка ја превзимам и со нашето присуство денеска ја и воопшто во изминате седми ја признаваме. Јас ја признавам лично. Така е, затоа што ти може да не се согласиш, меѓутоа ова е провокација, јавната анкета беше провокација, значи не е наш неуспех, напротив, ова е позитивна страна за нас, бидејќи еве доказ на место, ние меѓу себе ке се. Добро, ти не смеш сега на провоцирање, меѓутоа без да вршеше ние на небе. Со ова во друга општина и во друга институција не може да се случи, бидејќи Бисер ако вака му врати на шефот, од утре не е на работа. Кај нас сериозно дискутирам, ние вака разговараме. Точно е, критиката е оправдана. Иако јас контактирам секојдневно со граѓани, општината не била никош поотворена, не била во однос на претходно зборам. Има уште многу. Иако на почеток не ми беше драго кога ги слушав критиките, никој не му е драго кога ќе слушне критики, по ден-два кога ќе размислите и кога сте поспремни, кога ќе помине оној дел кога ќе легнат, да кажем, емоциите и кога ќе почне рационалниот дел од кај вас да расудува, сваќате дека голем дел, не сите, од тие критики се оправдани. Би се работи нависено од утро до 15, до 16-17 часот. И целиот урбанизам. Но тоа не значи дека сме успеале да дојдеме до сите граѓани. Она што е сега многу битно е што ние се соочуваме со една противставена страна која што на крај прогласи делови од Дебармал и има и други делови од Центар во зони на посебен интерес. И 2 недели, не,
8 дена никако да ни објасни како може од посебен интерес да биде кај еден аспект, а тоа е кај Пуик стамбен комплекс, а спроти, од друга страна Линденска, во парк, да се градат хотелски комплекси, а вамо стамбени комплекси кај Пуик. Но нешто сакам да го кажам е дека низата на промени на закони токму во оваа сфера. Ви имате промени на закони каде што се одзеде можноста, и она што е според устав загарантирано, општината да одлучува за фасадите. Имаме промена за да градот Скопје во превод владата одлучува за тоа какви ќе бидат фасадите. Се разбира се тоа беше поради барокот. Сега да заклучиме 3 работи, реков нема да бидам долг. Прво, нас ни е потребна поддршка од невладиниот сектор и не гледам дека тоа е слабост ако кажам дека јас научив многу од тие средби. И увидовме дека критиките се оправдани во однос на тоа колку се ние спремни, односно не сме спремни да почнеме со катастарот или дата базата на зеленилото. И тоа е точно. И дека сме требале да бидеме поотворени и дека треба повеќе да објаснуваме за што се работи. Особено што јас, ниту администрацијата нема што да крие. Второ, освен заедничка поддршка, ние мора се договориме за заедничка работа. Тогаш ќе ги поделиме врските кој колку може и реков и на средбата и сега сакам да повторам сите детални урбанистички планови нека се гледаат за да можеме претходно да реагираме на евентуалните недостатоци кои што ние ќе ги направиме, кои што ќе се вметнат по автоматизам и така натаму. Ми е криво што Милчо не е тука да можам да му одговорам на тезата општинските власти не треба да соработуваат со централната власт. Тоа не можам да го прифатам, бидејќи јас знам ништо проаѓам овие 2-2,5 години. Ние сме тука во едно мало, по игра на случај тука закажана, не бев ја иницијатор тука се закаже следбата. Ние вчера донесовме уште една уредба по како интервентна точка дневниот, Марија знае како советник по предлог на градоначалникот, ние повторно забравивме градба тука само поради ова небулоза наречена катна гаража, која што треба да се гради овде, комплетно да го смени начинот на живот овде и така натаму. Поради таа катна гаража, јас имам 2 казни до сега, лично платено, не како општина центар, туку лично од семејниот буџет, казните се од 7,5 до 15.000 евра. Така да не ја прифаќам тезата дека властите локални се работувале со централната власт. Иван убаво кажа, нашата заедничка заложба е да освојуваме, ако добро напишав, нови зелени површини. Ние утре и официјално започнуваме со работа во новиот парк, нов парк во Дебар Мал, јас не знам кога имало, а тоа е кај кино Карпош, позади кафаната кино Карпош, од утре ја почнуваме. Намерно употребувам парк, тоа нема да биде обично зеленило, туку проектот ќе биде изложен, ќе можете да видите какво е тоа зеленило. И на крај, она што е најважно, бидејќи може градоначалникот да зборува ако ништо не се прави. Уште еднаш. Ниту 15 спратни кули ќе се градат кај општинската зграда. Немам никаква намера дрвце, зеленило, цвет да пипнам од тоа зеленило. Така да таму нема да има никаква зграда, а ќе го обезбедиме тоа ако треба со соодветна документација, за да не може да се остои простор за понатаму. Многу битно. Се надам медиумите ќе го пренесат тоа. На спорниот објект кај Пуик, општината ќе стави исклучиво зеленило и ништо друго. Браво. Може да биде надополната со градника, може да биде надополната, се разбира, кога е зеленило со детски реквизити и така натаму, но сакам да ви кажам нешто. Тоа ќе значи пропна реакција на Министерството, кој што ќе каже, не, ние имаме посебни ингеренции во тој дел. Тука ве молам за заедничка битка. Заеднички да тераме таа битка. Зошто? Едно е ако се бори општината, едно ако се бори Бисела, Андреј и така натаму. Таа битка е видена битка и ќе се тера институционално како што досега се тераш. Но ако се собере сите тука на масата, ако се соберете вие, ако се собереме ние, тврдам дека таму ниту еден багер нема да може да дојде ако застанеме заедно. И ќе го направиме тоа. Уште една работа. На местото на катните гаражи, кога апсолутно не сум имал никаква намера да пипнам нешто,
на местото на катните гаражи, исто ќе ставиме зеленило, и исто спорниот ива на проект, тоа е дел, тоа е Министерството за култура, тука исто општината тоа ќе го предвиди. Ако работиме заедно, ако имаме подршка, нека го вратат деталниот план, нека стигнат и казни, битно е да сме на иста страна, затоа што Дебар Мало е најсилуваното, отворено ќе кажам, мало во центар, ниту јас, ниту било кој не е избран да го смени тоа, напротив, ќе се бориме до крај, ви благодарам на забелешките, им бев лут ден и пол на плошта Слобода и на другите, меѓутоа заедно сме, затоа што се во право во најголем дел, мене не ми е проблем да го признам тоа и единствено што посакам на крај е навистина еден ден да седнем и да кажеме дека извојувавме победа и нека ова биде модел за другите места, другите делови од град Скопје.